Време е за джез. Тоа е многу тешко прашање, не знам кој би можел да го одговори точно. Може би најдобрата дефиниција на Дюк Елингтон, музика на човечкиот род. Мојот колега Тони Китански точно тоа го кажува стално. А мене ако прашате джез, па не би можел да ви конкретно да ви кажам. Се она што е убава музика околу нас може да биде класифицирано како джез. Джез одделот преди универзитетот Гоце Делчев во Штип, изминатите 15-16 години генерира над 90% од изведувачите, джез музичарите кои што се на нашата сцена, така да мислам влијанието е огромно. Па најбитно е да бидат своји, да го зачуваат онај бекграунд со кој дошле и да научат како нивната енергија, нивната смисла, нивната креација или она како што тие ја гледаат музиката да ја канализираат низ јазикот на джезот, затоа што ние на академијата гледаме секој еден студент, секој еден млад човек да остане среќен и да го зачува духот и првичната идеја која што го натерала да дојде да студира джез. И да им биде многу забавно, претпоставувам. Да се работи со млади луѓе, човек останува млад, не можеш да бидеш forever young, ама нели сепак остануваме млади. Една многу битна работа која што јас после секое мое предавање сакам да им кажам каква музика слушате денес, кој што слуша, нели тоа ме интересира и секогаш добивам свежи информации од луѓе кои што сакаат джез, а кои што се 20-25 години помлади од мене. Тоа е непроценлива вредност. Пишавме меморандум за соработка со Радиокултура минатата година и реализиравме 4 концерти со студентите. Негде крајот на февруари ќе го реализираме и 5-тиот концерт на студентите. Многу е битно затоа што студентите осетат како изгледа тоа да си на сцена заедно со професионални музичари, не значи дека сите се професори, но професионални джез музичари, да осетат истата таа сцена, да имат лайв стрим во живо, што е една нова алатка која што имплементиравме заедно со Радиокултура и на нивниот канал да останат снимени нивните концерти. И исто така Джез Фабрика фестивалот од Битола подава рака секогаш на студентите од джез одделот УГД Штип и секоја година по еден концерт имаме во соработка со кафе барот Камарите во Битола. Студентски бенд секоја година има по еден концерт, така да ги представуваме и во Битола. Исто им организираме и промотивни турнеи во соработка со музичките училишта низ државата. Джезот е релативно млада уметност, околу 100 години, и кога ќе изучите представници во последните 50-60 години, едноставно тие можеби ќе продолжат да свират мејнстрим джез, можеби традиционален джез, можеби бибап ќе продолжат да свират, или можеби ќе им се допадне авангардата, па онај современ джез или today's джез што се нарекува ќе биде нивниот пат, но сепак ние како ментори, како професори се трудиме цел тој спектар на джез стилови да го фатиме, сега секој индивидуално што ќе го интересира понатаму ќе прави. Изборот е секогаш нивни.